На 31 март околу 61,5 милиони гласачи ширум Туркија ќе избираат градоначалници, членови на општински совети и мухтари меѓу кандидатите од повеќе од 30 партии кои учествуваат на изборите. Еве како функционира изборниот систем во земјата. Главното тело кое го мониторира процесот е Врховната изборна комисија на Туркија. Од 1960-тите главна одговорност на комисијата е да обезбеди изборите да се одржат под слободни, честни, транспарентни и еднакви услови. Кога ќе се утврди изборниот календар, се оценуваат кандидатите за општинските избори. По одобрувањето почнува кампањата. Пред изборите сите гласачи со право на глас преку мејл добиваат порака во која ќе биде наведено каде ќе гласаат во зависност од нивната адреса. Во повеќето случаи училиштата се доделени како гласачки места. На секое гласачко место се формира 7-члена комисија. Се состои од 2 службеници и 5 други членови кои ги бираат политичките партии со најголемиот број гласови во округот. Со цел да обезбедат дополнителна транспарентност, партиите ангажираат локални волонтери, а турската влада ги повикува представниците на неколку меѓународни организации како наблюдувачи. Овој одбор ги следи процедурите на гласање и обезбедува се да тече според предвиденото. На денот на изборите гласачите се појавуваат на гласачкото место, им ги покажуваат на наблюдувачите личните карти, а гласачот и наблюдувачот потпишуваат документ со кој го потврдуваат своето присуство. На овој начин исто лице не може да гласа два пати или да гласа за некој друг. Откако гласачите ќе стават печат за својот кандидат по избор, гласовите се ставаат во плико и се затвораат, а потоа се ставаат во продзирна гласачка кутија пред наблюдувачите. Кога процесот на гласање ќе заврши, комисијата за гласачки кутии ги пребројува и го забележува бројот на искористени и неискористени гласачки ливчиња. Неважечките гласови се бележат и потоа се отфрлаат. Резултатот од гласачката кутија му се доставува на секој член на комисијата. Сите важечки гласови се собираат, а потоа се ставаат во вреќа која се запечатува и со надзор и полициска придружба се праќа до шефот на изборната комисија на округот. Резултатите се проверуваат и се додаваат во системот кој се вика СЕКСИС. Тоа е место каде однапред избраните медиуми и политичките партии можат да пристапат до неофицијалните резултати. Гласачите ги следат резултатите, а по завршувањето Врховната изборна комисија официјално го објавува победникот. Доколку дојде до несогласување во врска со пребројување на гласовите, кандидатите и нивните заменици можат да вложат приговор на резултатите и тоа да го изложат пред изборната комисија на Туркија според следниот редослед. По увидот во случајот изрекуваат правосилна пресуда.